Благодарам пред се на поканата. Ги поздравувам гледателите. Ова е многу важна тема, како што кажавте, заради тоа што тоа е тема за која што ретко се разговара, а сепак во медицината е многу важна. Се повеќе има пациенти на кои што им е потребна неопходна трансплантација на органи или за продолжување на животот или за подобрување на квалитетот на нивниот живот. Меѓутоа, она со кое што се соочува целиот свет е недостаток на органи кои што би можеле да се трансплантираат и заради тоа се воведла методата кадаверична трансплантација или трансплантација од починат донор. За да биде успешна трансплантацијата од починат донор, пред се е потребно да се зголеми свеста, да се зголеми здравствената едукација на населението, што значи трансплантација од починат донор. Тука би почнала од мозочна смрт и кој се може да биде починат донор. Починат донор не може да биде секој човек кој што починал во домашни услови, надвор од интензивна во болнички услови. Значи, починат донор може да биде само пациент кај кого е дијагностицирана мозочна смрт. Тоа значи дека во мозокот нема циркулација на крв, дека мозокот не се исхранува и практично е мртов, а се одржува во интензивна нега благодарејќи на респиратор и лекови, значи по вештачки пат се одржуваат се уште срцето, белите дробови и циркулацијата. Тој пациент кај кого е дијагностицирана мозочна смрт, по строги медицински процедури, кои што се клинички тестови и параклинички тестови, во очите на законот е мртов. Исто така и во медицински смисол е мртов, затоа што во моментот кога ќе се прекине со давање на лекови и со респираторна поддршка, смртта настапува во прашање на минути. Заради тоа морам да потенцирам дека починат донор е донор кај кој што е дијагностицирана мозочна смрт во услови на интензивна нега и кој што се одржува со респиратор и со медикаменти 24 до 48 часа, најдобро е што пократко до добивање на дозвола за трансплантација на органи, за да можеме во таа битка со времето да органите кои се трансплантираат да бидат во што подобра состојба, што во позачувани органи, за да од друга страна реципиентот, односно примателот на орган, прими квалитетен орган.